Излевањето на лекарскиот кадар во некои од европските земји не е само проблем на Македонија. Со ваков проблем се соочува и соседна Бугарија. Статистиката покажува дека 60% од 100 лекари се над 55 годишна возраст. Болниците во Германија, Австрија или другите европски земји се најпривлечни за младите лекари. Това е също голям проблем, който съществува. Тоа е голем проблем со кој се соочуваме во Бугарија. Младите лекари кои дипломираа во Бугарија пред 2 години добиваа минимална плата, но сега Бугарскиот лекарски сојуз успеа да издействува младите лекари да добиваат една нормална плата, повисена од околу 900 лева или 450 евра. А истовремено можат да се дообучуваат и специализираат. Балканските земји мора да изготват стратегија за да го задржат медицинскиот персонал, појаснуваат од регионалната лекарска комора на Бугарија. Создавањето на првиот здравствен кластер ќе овозможи да се стимулираат со европски пари. Един дълъг етап и период, който ние трябва да го извървиме. Станува збор за долг процес кој ние треба да го имплементираме, но треба да се започне од некаде. И јас сметам дека со формирањето на здравствениот кластер ќе се овозможи со европски пари да им помогнеме и да им покажеме на младите лекари дека тие можат да опстанат во својата држава и да бидат од полза. Неофицијално од 140 до 150 млади лекари секоја година ја напуштаат државата, барајќи подобра екзистенција во некоја од земјите од Западна Европа. Најголем дел од нив се и најдобрите студенти од државните факултети. Како причина за заминување се платите и условите за работа, а истражувањата на невладиниот сектор покажуваат дека студентите на медицински науки паралелно со студиите го изучуваат и германскиот јазик, што е доволен показател дека уште на студиите тие својата иднина ја гледаат во Европа.